Блиски соработници на Никола Груевски и фамилијата, преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, односно платежната агенција, добивале пари од програмата за рурален развој, за чистење на канали, за одводнување и наводнување, покрај фирмата Силекс Неметали, која што добила околу половина милион евра, и на фирмата Трансмет Скопје, и се исплаќаат близу 700.000 евра за 2014 година. Ево ги доказите. Вистината за Македонија покажа како лично Никола Груевски, преку поранешниот директор на ЕЛЕМ, бара начин да се формира конзорциум како Трансмет ми можела да се јави на тендер. Слушавме како Груевски се трудеше да зборува во шифри за собствениците на Трансмет, кога велеше оној што има Сеат Ибица, мислејќи на некој од фамилијата Кочан. Како што го слушнавме во разговорите, Груевски дава налог и овие нека влезат во игра за да бидат сите задоволни. Очигледно, тоа бил начинот да се скројат и сите тендери и директни плаќања од агенцијата во износ од 41.197.836 денари за Трансмет за само една година. Груевски не ги штедел парите на граѓаните, особено кога се работело за задоволување на неговите луѓе, газди на медиуми. Еден од нив, новопечениот газда на телевизија, е токму Сеат Кочан. Новата ТВ Нова пред некој ден почна да зрачи и според тоа колку во неја инвестирал Груевски, очигледно дека владината пропаганда доби засилување. Уште еднаш се потврдува дека медиумскиот мрак, пропагандата и медиумските хајки се платени со пари на граѓаните. Сеат Кочан, кој е собственик според Централниот регистар и на Трансмет и на ТВ Нова, гледаме дека само во една година, само за 2014, само за чистење на канали, добива близу 700.000 евра буџетски пари од Министерството за земјоделство. Јавноста дозна дека и во Ситал, Канал 5 и Алфа во последните 3 години завршиле 13 милиони евра пари на граѓаните. Во меѓувреме, останува она што веќе се случи. Чистење на канали во 2014 и поплави во 2015. Поплави од неичистените канали, кои ги уништија посевите, направија штета од 5,3 милиони евра и го намалија домашното производство на храна. Затоа за поплавите не можеше да се види вистината на овие телевизии. Ваквото недомаќинско работење и безмилосно трошење на народните пари мора да се спречи. Ке продолжиме да ги откриваме сите злоупотреби во Министерството за земјоделство во интерес на граѓаните, на земјоделците. Одговорност мора да има и ќе има. Секој што го прекршил законот ќе мора да одговара.